Кога зборуваме за исхраната, тоа е едно така покомплексно прашање, бидејќи многу често сега имаме мода на кето диета или на хронодиета, значи имаме во различни периоди различни диети кои што се во мода, а но не секогаш за телото. Да, не секогаш и најчесто не се здрави, заради тоа што не можете вие на сметка на одреден макронутриент да намалите друг. Тоа значи дека ако форсирате само протеини, не е здраво да се исклуча келенохидратите или мастите, бидејќи тоа би имало импликации посериозни на други аспекти на здравето. Значи, лекот е балансирана исхрана, која што ќе вклучува здрави агленохидрати, здрави протеини и здрави масти, и тоа да се комбинира и да се инкорпорира физичка активност е идеалното решение. Месец март, освен што се смета за најжествениот месец во годината, се смета и за најпревртливиот месец, затоа што временските промени се очигледни де топло, де ладно, впрочем како жена во климактериум. Покрај тоа, месец март е во духот на обезноста. Борбата против обезноста или вишокот на килограми е нешто што веќе на глобален план целиот свет е проблем број 1. Токму за оваа тема од ендокринолошки и гинеколошки аспект зборуваат доктор Марија Ливска, доктор ендокринолог, и доктор Татјана Гуржанова. Добре ми дојдовте. Тука би не се надоврзала дека како гинеколог нема многу што да кажам, само дека обезноста може да влие врз одредени патолошки состојби на репродуктивните органи, најмногу инфертилитетот. Можеме да бидам пример, да бидам присутна како човек со вишок килограми, па може и ќе научам нешто од овој подкаст. Многу не духовита докторка. Да, добар почеток. Добар почеток. Викат интелигентните луѓе прават шега на своја сметка. Се согласувам. Доктор Марија, акцентот на вас од аспект на ендокринолошкиот систем, обезноста. Проблем број 1. Да, тоа е една медицинска состојба која што уште од 2013 година е класифицирана како болест. Би кажала дека самата дебелина како состојба секако дека доведува и до други многу посериозни состојби здравствени, како што се дијабетес тип 2, како што се одредени карциноми, кардиоваскуларни заболувања, така што доколку не се третира соодветно, може да доведе и до долгорочни здравствени несакани последици. И сега, како да ја дефинираме дебелината? Секогаш, ние како ендокринолози, првично го проценуваме BMI, нели, алатката, може би и за нашите следачи добро позната како Body Mass Index, каде што ги внесуваме вредностите на висина и тежина на пациентот и потоа добиваме една вредност според која што може да ги класифицираме, дали се во категорија на обезни пациенти или пак се во категорија на прекумерна тежина. Доколку вредноста е од 25 до 30, станува збор за категорија прекумерна тежина, додека ако е над 30, веќе станува збор за состојба на обезност. Секако дека кога зборуваме за обезноста, не можеме да не ги објаснеме и кои се причините. Реалноста е дека нема единствена причина и дека повеќе фактори се важни за да одредени лица се посклони кон дебелење компарирано со останатите. Првично би ја издвоила генетиката. Доста студии се правени за тоа дали генетиката игра одредена улога во обезноста и дел од нив, следејќи ги семејството, односно родителите кои што еден или двајца имаат проблем со дебелина, се докажало дека и децата исто така може да се соочат, поголеми се шансите да се соочат со овој проблем. Меѓутоа, не секогаш генетиката е единствениот виновник, секако тука се и животните навики кои што знаеме дека децата се погледало на родителите и доколку родителите имаат нездрави животни навики, логично е да се пренесат и на децата. Но исто така, последните неколку години акцентот се стави на хормонскиот систем, бидејќи и хормонскиот дисбаланс може да се поврзи со состојбата на дебелината. Верувам дека за сите е добро познат инсулинот. Инсулинот, покрај тоа што е хормон кој што го регулира нивото на шеќер во крвта,
инсулинот исто така е и хормон кој што е одговорен за складирање на мастите. Бидејќи дебелината се поврзува со инсулинска резистенција, тоа е да состојба каде што имаме покачено ниво на инсулин, како резултат на отпорност на клетките кон инсулинскиот сигнал, автоматски кај овие лица, поради инсулинската резистенција, имаме отежнато соборување на мастите, но и промовирање складирање на масти. Исто така има и интересни, не толку може би дискутирани хормони, тоа е хормонот на ситост и хормонот на глад, односно лептин и грелин. Лептинот е хормонот на ситоста и овој хормон во принцип треба да се излачи откако ќе завршиле со конзумирање на оброкот, со цел да се извести мозокот дека треба да престанеме да конзумираме храна и да го информира дека сме сити. Докажано е дека кај лицата кои што се соочуваат со дебелина, овој хормон имаат одредена отпорност, односно тие се доведуваат до фаза на пријадување поради нарушување на овој сигнал. Од друга страна пак хормонот за ситост, односно грелинот, се излачува кога сме гладни и го информира мозокот дека треба да имаме зголемен апетит за да конзумираме храна. Нормално, откако ќе исконзумираме храната, овој хормон е на ниска вредност за да престанеме да јадеме и да ни се намали апетитот. Меѓутоа, кај лицата кои што имаат обезност, овој хормон се уште перзистира во релативно високи вредности покрај тоа што исконзумирале доволно количество на храна, па тие имаат зголемен апетит и покрај тоа што веќе го завршиле оброкот. Што значи дека особено во наше поднебје ние многу лесно ги стигматизираме и ги обвинуваме лицата што се соочуваат со дебелина дека килограмите всушност се слика дека имаат недоволна волја за да го решат проблемот, меѓутоа сега сваќаме од аспект ендокринолошки дека не е толку едноставно објаснувањето, односно дека имаат одреден хормонски дисбаланс кој што доведува до таа состојба. Меѓутоа, апелираме до нашите следачи, затоа е оваа емисија, дека да се охрабрат, дека не е така сива целата ситуација, дека со соодветен третман и професионален пристап навистина може да се дека не е до карактерот, туку е до хормоните. Делумно да. Па јас мислам дека веројатно јас имам една цела жлезда која што ми лачи само грелин. Мене е другиот ми. Тебе изгледа тие нема таа жлезда. Две примери, конкретни примери. Конкретни примери, да. Ке мене постојано ситост, јас сум ситост со минимум. Сакав да прашам јас еви од медицински аспект, дали инсулинската резистенција предизвикува прекумерна тежина или обезност, или обезноста предизвикува инсулинска резистенција? Кокошката или јајцето? Кокошката или јајцето, баш. Значи, генерално, пациентите кои што имаат инсулинска резистенција, нели знаеме дека полицистичните јајници често се врзуваат со инсулинска резистенција, дополнително го промовираат моментот на покачена телесна тежина и им е потешко да ги стимнат килограмите. И тоа е еден циркулус вициозус, зачаран круг, меѓутоа исто така и кај пациентите кои што имаат дебелина, ние навистина во нашата амбуланта гледаме пациенти кои што не се соочуваат со инсулинска резистенција, значи не сите пациенти кои што имаат дебелина, односно обезност, ќе имаат, односно ќе бидат дијагностицирани со инсулинска резистенција. Меѓутоа, доколку таа состојба не се третира, секако дека нивниот ризик е апсолутно поголем компарирано со лицата кои што не се соочуваат со оваа состојба. Каква е постапката за проверка? Значи доаѓаат кај вас и може да проверат, едноставно да секако крвта. Извини, постави го прашањето, јас би сакала за да не заборавам и уште едно прашање, лептинот исто како имаше улога на обезноста. Ама прво да поред ние како прашуваме. Добро, значи кога станува збор за проценка, односно дијагноза на дебелината, не е едноставно само да се пресмета BMI, односно тој body mass index, туку пристапот е покомплексен, значи секако дека треба да се направи една поопсежна лабораториска анализа, која што вклучува мерење на гликоза, на инсулин и назначуваме и дополнителни анализи според кои што ние лабораториски верификуваме дали пациентот има инсулинска резистенција или не. Секако дека и тироидните хормони е неопходно да се
евалуираат, бидејќи ако има тироиден дисбаланс, исто така може да доведе до обезност и покрај тоа што пациентката или пациентот конзумира нормално количество на храна. Да, успорен е метаболизмот. И она што исто така би го потенцирала е дека не треба само да се фокусираме на евалуација на ендокринолошкиот аспект, туку и на кардиоваскуларниот, бидејќи доколку подолготрајно перзистира дебелината, секако дека може да имаме и кардиоваскуларни негативни ефекти, зголемување на ризик на миокарден инфаркт, на мозочен удар и бидејќи цело време зборуваме за физичкото здравје и какво има влијание врз физичкото здравје, би напоменала дека навистина за да има траен, односно долготраен ефект, третманот мора да се обрне внимание и на менталното здравје, бидејќи овие лица се навистина стигматизирани, социјално изолирани, автоматски тоа ги доведува до состојба на депресија, анксиозност. Така е, често жртви на булинг, на мобинг. И тоа дополнително гитера на јадење, бидејќи емоционалното јадење се должи на хормонскиот дисбаланс, тесно се поврзува со високото ниво на кортизол, кој што знаеме дека е тоа хормон на стрес, каде што ја нарушува таа уска на хормонот на ситос и хормонот на гладта, односно лептинот и грелинот, така што навистина тоа се една комплексна патологија која што треба сериозно да се адресира. Значи, стресот делува на таа оска, грелин и лептин. Индиректно, да, може да делува, а самиот кортизол исто така делува во промовирање на масните наслаги да бидат сконцентрирани, односно депонирани во стомачниот трел, односно во абдоменот, така што тоа промовира висцерална распореденост на мастите, што знаеме дека има и други негативни импликации за здравјето, така што комплексен е проблемот и треба сериозно комплексно решението за овој проблем. Решението за среќа последните неколку години и не е така комплексно, заради тоа што секако дека правилниот начин на исхрана и физичката активност се пресудни. Меѓутоа, последните неколку години верувам дека и на дел од гледачите можеби им е веќе познат Оземпикот, односно GLP-1 агонистите, тоа се лекови кои што примерно беа развиени за да се третира диабетес тип 2, бидејќи тие се лекови кои што го имитираат ефектот на GLP-1 хормонот. Тоа е еден хормон кој што делува на повеќе нивоа, примарно делува за регулација на нивото на шеќер во крвта, меѓутоа студиите покажале дека има и фантастичен ефект врз контролата на односно намалување на апетитот, врз центарот за ситост и глад, но и на гастроинтестиналниот систем, така што го намалува цревниот мотилитет и ние имаме чувство дека сме сити, што значи дека се намалува внесот на калории и пациентите навистина за одреден временски период губат килограми кои што претходно не успевале да ги решат. Така што за да се даде тој лек секако дека треба да се направи проценка од страна на ендокринолог, меѓутоа тоа секако дека не го заменува правиот и здравиот начин на исхрана. Значи, неопходно е да имаме физичка активност, најмалку 150. Повеќе да се троши отколку да се внесува. Првично да, значи калориската. Може да изедеш онолку колку што ќе потрошиш. Нека јаде многу меѓутоа троши, веројатно. Да, и секако дека рестрикцијата калориска не е единствениот начин, значи мора да има и физичка активност. Најмалку се советува 150 минути умерена физичка активност во неделата, а кога зборуваме за исхраната, тоа е едно така покомплексно прашање, бидејќи многу често сега имаме мода на кето диета или на хронодиета, значи имаме во различни периоди различни диети кои што се во мода, но не секогаш за телото. Да, не секогаш и најчесто не се здрави, заради тоа што не можете вие на сметка на одреден макронутриент да намалите друг. Тоа значи дека ако форсирате само протеини, не е здраво да се исклучат келенохидратите или мастите, бидејќи тоа би имало импликации посериозни на други аспекти на здравето. Значи лекот е балансирана исхрана, која што ќе вклучува здрави агленохидрати, здрави протеини и здрави масти, и тоа да се комбинира и да се инкорпорира физичка активност е идеалното решение. Што велиме народски сите бои.
Да ги излежи во текот на денот. Да, колку е поразнолика и шарена исхраната, толку е поздрава. Точно така. Па еве, например, исхраната која што е многу богата со протеини, нели многу модерна. Ако тие протеини не се искористат во градење на мускулно ткиво, тие ќе се претворат во масти, тие ќе го покачат и инсулинот, значи тие ќе направат на крај ендокрин дисбаланс. Значи и оние кои што јадат с големина количина на протеини, то се обично спортисти, на кои што им е потребна мускулна маса да градат, а не на луѓе кои што немаат никаква физичка активност, јадат само протеини, или протеини и масти без јаглехидрати и очекуваат дека тоа така ќе се напијам пред спиење протеини, ќе се легнам и се така дека тоа ќе им ги реши сите проблеми. Јас мислам дека напротив ќе им ги зголеми проблемите по известно време. Има импликации врз други органски системи, бубрезите и црниот дроб, кои што примерно условно речено ги обработуваат и ги филтрираат протеините, може доколку долгорочно се практикува таа исхрана да настане нивно оштетување. Може да се доведе до состојба на кетоза, па дури ако имате исхрана каде што комплетно се минимално вклучени јаглените хидрати, дури и исклучени, ако долгорочно тоа се практикува, може да се намали минерализацијата на коските и да се зголеми ризикот на остеопороза, што значи дека имаме навистина многу импликации доколку не се пристапи здраво и свесно кон правилна исхрана. Многу внимателно. Внимателно и доколку јас исто велам, значи стручно, значи јас имам пациенти кои што се обезни и кои што дефинитивно можам да заклучам, а и со бројни студии дека обезноста има импликации врз плодноста, односно може да биде причина за инфертилитет. Тоест со сигурно се со студии докажано дека е помал процентот на успех кај било кој третман за лекување на плодност, посебно инвитрото, кај обезни пациенти и обезен маж. Кај обезните мажи, дали преку пореметување на ендокриниот систем или заради тоа што обично и тие луѓе и покрај големиот внес на храна имаат инсуфициенција и дефицит на микронутритиенти, затоа што обично таа храна е празна храна која што само се празни калории, нема со себе доволно витамини и минерали кои што се потребни за нормално функционирање на клетката, ткивата и органите. И многу често кај обезни пациенти имаме проблеми и со машки инфертилитет и со женски инфертилитет. Теории се најразлични зашто тоа обезноста ги предизвикува и значи со пример кој што можам да го кажам, кој што сме го и самите пациенти јавно да напиша за тоа како претходно кога биле обезни не успевале инвитро постапките и откога со доктор Марија ги испратив нормално, јас моите пациенти не можам јас да лекувам обезност, не сум стручна за тоа. Јас ви во подкастот дознавам сега интересни факти. Значи не можам да се осудам да лекувам нешто за кое што не сум субспециализирана и ги испраќам кај докторката, што е апсолутно верувам дека ќе го направи најдоброто за нив и го направи најдоброто за нив, ослабна па бога ми можам да кажам еден цел човек заедно ослабна и веднаш успеа инвитрото. А митовите врска со доминатото дека една обезна жена е помлечна жена, има повеќе млеко, треба повеќе да јаде во тек на бременост, да ги разбиеме малку. Секако дека во тек на бременост треба жената да внесува калорична храна, меѓутоа тоа не е како оној народски момент дека треба да внесува како за двајца. Значи треба да конзумира здрава балансирана исхрана. Во принцип различни се советите дека треба околу 2000 килокалории да се внесат во денот, меѓутоа различни ставови од различни еминентни организации се тука може да се пратат. Секако дека мора да биде балансирана исхраната, дека треба да се вклучат и јагленохидрати, и масти, и здрави протеини и никако не треба да се храни жената како за двајца, значи двојно од тоа што е неопходно, бидејќи и накачувањето на килограмите во текот на бременоста може да доведе низа на проблеми како што е ризик за гестацијски дијабетес, состојба на екламсија, преекламсија, значи ризично породување. Да, така што до смрт на фетусот без причина може да доведе или народски кажано гушење на плодот заради обезност. А тука ќе кажам народски нели да јаде за двајца и дека нели обезна жена е млечна жена. Што било обезност пред 100 години, а што е сега обезност? Тогаш луѓето биле сите underweight, сите биле под нормална тежина, со низок body mass index, затоа што имале многу часовна и тешка физичка работа. Не се хранеле доволно како ние како што ние нас храната на дофат сега.
тогаш биле Се толку многу гладувало. се гладувало заради тоа што немало и храна и немало и затоа викале да јаде за двајца, затоа што веројатно ние сега нашето обезно да се појавило пред тие 100 години ќе биле луѓето избезумени од тоа што сега е обезно во споредба со тоа што тогаш било немало збор обезност, ама тогаш тоа било дебело. Ја го поставив као прашање пак, нели, свој лично искуство, јас со мојот дефицит на килажа, навистина имав млеко во суфицит. Значи имав енормно млеко за доење на децата, а навистина бев буквално дека денеска тоа е докажано дека нема апсолутно никаква врска. Напротив. Патем немав ни гради, што немав млеко. Како што каже и докторката, нема никаква врска тоа со здравје. Докторка, дали ги стрпевме темите со обезноста, месецот на обезноста, месец март, уште нешто да ни дадете како препорака? Мислам дека може да говориме за обезност уште многу емисии, меѓутоа финално би поентирала дека пациентите кои што се соочуваат со обезност да побараат стручна професионална помош, да не се плашат и да се охрабрат дека решение секогаш постои. Решението најчесто е персонализирано и треба да биде персонализирано, бидејќи не тоа што за одредено лице со обезност функционирало и било дадено како препорака, ќе биде со истиот ефект и кај друго лице, бидејќи може таа дебелина да има ефекти на други органски системи, така што мора пристапот од страна ендокринологот да биде професионален, да биде темелен, се со цел ефектот на губењето на килограми да не е краткорочно, односно да има долгорочен ефект, да не се добие тој јојо момент каде што ќе се изгубат килограмите и повторно ќе се добијат, дури ќе се во одредени случаи и надминат од првобитните, а за тоа да се случи мора да се подигне свеста, да се коригира животниот стил, начинот на исхрана, да се и да излезат од тој седентарен начин на живот каде што го поминуваме пред екраните, да излезат надвор, да имаат физичка активност и секако да посветат внимание на менталното здравје, бидејќи колку што е важно физичкото здравје, исто така е важно и менталното здравје за долгорочен ефект. Подпрете се на науката и верувајте им на информациите. Тие се многу битни за решението на секој проблем и секако останете во добро здравје и гледајте не.